почитувани колеги съветници, почитувани представници на общинската администрация, почитувани директори на институциите, почитувани представници на медиумите, почитувани граждани на община Неготино. За денес ја свика 8-та седница на Советот на община Неготино. За работа на седницата го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2019 година на локалната библиотека Страшо Пинџур Неготино. Точка број 2. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2019 година на Општинското основно училиште Страшо Пинџур Неготино. Точка број 3. Предлог решение за давање на согласност на изменувањето и дополнувањето на годишниот план за вработување за 2018 година на Општинското основно училиште Гоце Делчев Неготино. Точка број 4. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2019 година на Средното општинско училиште Свети Кирил Методий Неготино. Точка број 5. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на Општинското основно музичко училиште Владимир Арсовски Неготино. Точка број 6. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2019 година на Општинското основно музичко училиште Владимир Арсовски Неготино. Точка број 7. Предлог заклучок за усвојување на извештајот за работата на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Неготино за 2017 година. Точка број 8. Предлог решение за давање согласност на одлуката за изменување и дополнување на статутот на општинската установа музеј на град Неготино со број 02/41/3 од 2.3.2018 година. Точка број 9. Предлог одлука за утврдување на детален урбанистички план за урбана индустријска заедница 8, измена и дополна општина Неготино. Точка број 10. Предлог одлука за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за измена на детален урбанистички план за урбана зона 8, дел од блок 8.2, катастарска општина Неготино, општина Неготино. Точка број 11. Предлог одлука за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за измена и дополна на урбанистички план во населено место, катастарска општина Дуброва, катастарска општина Тремник, општина Неготино. Точка број 12. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичка планска документација. Точка број 13. Предлог заклучок по однос на исполнување на урбанистичките услови за вршење на дејност складирање, третман или преработка на инертен отпад. Точка број 14. Предлог решение за доделување на финансиска поддршка на клубовите и издруженијата од општина Неготино во областа на спортот во 2018 година. Точка број 15. Предлог заклучок за усвојување на извештајот за извршувањето на програмите на општина Неготино за 2017 година. Точка број 16. Предлог заклучок за усвојување на годишната сметка на буџетот на општина Неготино за 2017 година. Точка број 17. Предлог решение за доделување на еднократна парична помош. Отварам расправа по вака предложениот дневен ред. Молам дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог дневниот ред го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Преминуваме со работа на првата точка од дневниот ред. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2019 година на локалната библиотека Страшо Пинџур Неготино. Отварам расправа по оваа точка. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да не информира за ставот на комисијата. Вуле Младеновиќ, повели. Благодарам, председателе. На вчерашната седница на Комисијата за јавни дејности беше разгледана оваа точка, значи решението за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2019 година на локална библиотека Страшо Пинџур Неготино. Истиот беше усвоен, бидејќи тука има представници од истите институции, можеби ако сакаат да дадат некое образложение, да им биде појасно на сите, предлагам и на совета да биде усвоена исто. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Петре Манчев, повели.
колеги, почитувани граѓани на општина Неготино, ВМРО ДПМН и коалицијата ќе ги поддржи сите овие предлог решенија, значи следствено точка 1, 2, 3, 4, 5 и 6, каде што имаме на разгледување предлог решение за давање на согласност за годишен план на вработување, некои се за 2018, некои се за 2019 година. Меѓутоа, сакам да реагирам на тоа дека масовно од овие институции се испуштаат вработени, а ние на дневен ред разгледуваме предлог решение за вработување. Морам да констатирам и да не можам да бидам воздржан и да не се јавам за збор и рамнодушен на сите тие отпуштања кои што се случуваат во сите овие институции кои што се од образованието. Апелирам до актуелната власт. Ние како советничка група на ВМРО ДПМН ќе ги поддржиме сите нови вработувања, меѓутоа нема да останеме глуви и нема да не реагираме на тоа како масовно се испуштаат вработени од овие институции. Се испуштаат вработени кои што... Колега Манчев, само би ве замолил доколку може да се придржувате до точката на дневен ред. Решение за давање на согласност на годишен план за вработување за 2019 година на локалната библиотека Страшо Пинџур. Ве молам да се придржувате до точката од дневниот ред. Колега, дискутирам за сите точки каде што има годишен план за вработување, да бидам рационален и да не се јавувам на секоја точка посебно. Меѓутоа, не можам да останам глув, да не реагирам. Баш во интерес на рационалноста, колега, уште еднаш ве замолувам да се држите до точката на дневен ред. Баш се држам на точката на дневен ред, значи годишен план на вработување. Меѓутоа, ние носиме годишен план на вработување, а многу лица се испуштаат од тие институции. И мојата реакција е на место. Значи, апелирам до сите, до тие што практикуваат власт. Не е редно да се испуштаат вработени кои што врз основ на тоа основале семејство и остваруваат некој личен доход, а на нивни места се вработуваат партиски функционери. Благодарам. Благодарам, колега Манчев. Јас уште еднаш ќе апелирам до сите колеги советници да се држиме до точките на дневниот ред и да дискутираме тоа што не е точка на усвоениот дневен ред. Молам, дали некој друг бара збор? Бидејќи никој повеќе не бара збор, ја затварам расправата по првата точка. Предлог решението за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2019 година на локалната библиотека Страшо Пинџур Неготино го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека решението е донесено. Втора точка. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2019 година на Општинското основно училиште Страшо Пинџур Неготино. Отварам расправа по оваа точка. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Воле Младеновиќ Повил. На вчерашната седница беше разгледана и оваа точка и по оваа точка комисијата позитивно одговори. Апелирам и до Советот да ја усвојат оваа точка. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог решението за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2019 година на Општинското основно училиште Страшо Пинџур Неготино ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека решението е усвоено. Трета точка. Предлог решение за давање на согласност на изменувањето и дополнувањето на годишниот план за вработување за 2018 година на Општинското основно училиште Гоце Делчев Неготино. Отварам расправа по оваа точка. Го молам председателот на Комисијата за јавни дејности да го соопшти ставот на комисијата. Воле Повели. И по оваа точка комисијата на вчерашната седница одговори позитивно. Апелирам и до Советот да гласат за оваа точка. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата по оваа точка. Предлог решението за давање на согласност на изменувањето и дополнувањето на годишниот план за вработување за 2018 година на Општинското основно училиште Гоце Делчев Неготино го ставам на гласање. Ве молам кој е за. 15 за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека решението е усвоено. Четврта точка.
Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2019 година на Средното општинско училиште Свети Кирил и Методий Неготино. Отварам расправа по оваа точка. Го молам председателот на Комисијата за јавни дејности да го соопшти ставот на комисијата. Вуле Младеновиќ Повеле. И по оваа точка на вчерашната седница комисијата позитивно одговори. Сметам дека и со ова треба исто да ја прифаќаме. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог решението за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2019 година на Средното општинско училиште Свети Кирил и Методий Неготино го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека решението е усвоено. Пета точка. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на Општинското основно музичко училиште Владимир Арсовски од Неготино. Отварам расправа, го молам председателот на Комисијата за јавни дејности да го соопшти ставот на комисијата. Вуле Младеновиќ Повеле. На седницата за јавни дејности и оваа точка беше разгледувана, истата беше усвоена, предлагам и своето да е усвоено. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог решението за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на Општинското основно музичко училиште Владимир Арсовски Неготино поставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека решението е усвоено. Шеста точка. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2019 година на Општинското основно музичко училиште Владимир Арсовски Неготино. Отварам расправа, го молам председателот на Комисијата за јавни дејности да го соопшти ставот на комисијата. Вуле Младеновиќ Повеле. И оваа точка на вчерашната седница на комисијата беше усвоена. Сметам дека и со ова треба да усвои. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог решението за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2019 година на Општинското основно музичко училиште Владимир Арсовски од Неготино ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека решението е усвоено. Седма точка. Предлог заклучок за усвојување на извештајот за работа на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Неготино за 2017 година. Отварам расправа, го молам председателот на Комисијата за јавни дејности да го соопшти ставот на комисијата. Вуле Повели. На вчерашната седница и оваа точка беше разгледана, истата беше усвоена. Предлагам и соето да е усвоено. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог заклучокот за усвојување на извештајот за работа на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Неготино за 2017 година го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека заклучокот е усвоен. Осма точка. Предлог решение за давање на согласност на одлуката за изменување и дополнување на статутот на Општинската установа музеј на град Неготино со број 02.41/3 од 2.3.2018 година. Отварам расправа, го молам председателот на Комисијата за статут и прописи да го соопшти ставот на комисијата. Даниме Исторчев Повеле. Благодарам, председателе. По оваа точка од дневниот ред седница одржа Комисијата за статут и прописи, на што позитивно одговори. Апелирам Советот да ја изгласа оваа точка од дневниот ред. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог решението за давање на согласност на одлуката за изменување и дополнување на статутот на Општинската установа музеј на град Неготино со број 02.41/3 од 2.3.2018 година го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за.
15 за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека решението е усвоено. 9 точка. Предлог одлука за утврдување на детален урбанистички план за урбана индустријска заедница 8, измена и дополнување општина Неготино. Отварам расправа по оваа точка. Оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот Трајче Димов да го соопшти ставот на комисијата. Трајче, повели. Благодарам. Комисијата за урбанизам, комунални дейности и заштита на животна средина ја разгледа оваа точка, имаше на дневен ред на вчерашната седница. Значи ова одлука се однесува на утврдување на детален урбанистички план за урбана индустријска заедница 8, измена и допълна општина Неготино. Значи оваа одлука е помината во сите министерства, ги има сите согласности, нема законски пречки да биде донесена. На вчерашната седница беше едногласно усвоена. Комисијата донесе заклучок дека треба да се усвои, затоа предлагам и Советот на општина Неготино истото да ја усвои. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката за утврдување на детален урбанистички план за урбана индустријска заедница 8, измена и дополна општина Неготино ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. 10 точка. Предлог одлука за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за измена на детален урбанистички план за УЗА 8 дел од блок 8.2 КАО Неготино, општина Неготино. Отварам расправа. Го молам председателот на Комисијата за урбанизам да го соопшти ставот на комисијата. Трајче Димов, повели. Благодарам. Комисијата за урбанизам, комунални дейности и заштита на животна средина заседаваше по оваа точка на дневниот ред. Значи ова е одлука со која што се прифаќа иницијативата за отпочнување на постапка за измена на детален урбанистички план за урбана заедница 8 дел од блок 8.2 катастарска општина Неготино, општина Неготино. Со ова се отпочнува иницијатива за усогласување на деталниот урбанистички план. Поднесителот ќе си ги сноси сите трошоци за изготвување на ова измена, така да ова е само отпочнување на постапка. Комисијата вчера ја разгледа, едногласно ја усвои, нема пречка за истата да продолжи да се работи на истата и затоа сметам дека, односно предлагам исто Советот да ја усвои. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата по оваа точка. Предлог одлуката за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за измена на детален урбанистички план за УЗА 8 дел од блок 8.2 КАО Неготино, општина Неготино ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. 11 точка. Предлог одлука за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за измена и дополна на урбанистички план во населено место КАО Дуброво, КАО Тремник, општина Неготино. Отварам расправа по оваа точка. Го молам председателот на Комисијата за урбанизам да го соопшти ставот на комисијата. Трајче Димов, повели. Благодарам. Комисијата за урбанизам, комунални дейности и заштита на животна средина заседаваше по оваа точка. Имено овде се работи за иницијатива за отпочнување на постапка за измена и дополна на урбанистички план во населено место, катастарска општина Дуброво, катастарска општина Тремник, општина Неготино. Се однесува ова иницијатива се однесува на барање за зголемување на површина за градба во ТЕЦ Неготино. И овде нема никакви пречки. Комисијата ја разгледа детално ова иницијатива. Ова е само почеток, односно отпочнување на иницијативата. Нема законски пречки за ова, беше едногласно усвоена. Предлагам и Советот на општина Неготино истото да ја усвои. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата по оваа точка. Предлог одлуката за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за измена и дополна на урбанистички план во населено место КАО Дуброво, КАО Тремник, општина Неготино, ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за.
15 за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. 12 точка. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичка планска документација. Отварам расправа по оваа точка. Го молам председателот на Комисијата за урбанизам да го соопшти ставот на комисијата. Трајче Димов, повели. Благодарам. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина заседаваше по оваа точка од дневниот ред. Ова се однесува на ова одлука се однесува за утврдување на потреба од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичка планска документација. Се однесува на катастарска парцела 9211, катастарска општина Неготино, општина Неготино, со која ќе се изврши вклопување на бесправно изградени објекти со број 2, 3, 4, 5, 6 и 7 со намена Е3, односно некомпатибилни инфраструктури според геодетски елаборат број 0801/236/3 од 18.1.2018 година. Комисијата ја разгледа ова одлука, нема законски пречки за истата да се донесе. На комисијата беше едногласно усвоена. Предлагам и Советот на општина Неготино истата да ја усвои. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата по оваа точка. Предлог одлуката за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичка планска документација ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. 13 точка. Предлог заклучок по однос на исполнување на урбанистичките услови за вршење на дејност складирање, третман или преработка на инертен отпад. Отварам расправа. Го молам председателот на Комисијата за урбанизам да го соопшти ставот на комисијата. Трајче Димов, повели. Благодарам. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина заседаваше по оваа точка. Оваа точка е директно поврзана со точката 10 од дневниот ред, односно се донесува заклучок во однос на исполнување на урбанистички услови за вршење на дејност складирање, третман или преработка на инертен отпад. Тоа значи дека на трговското друштво Јане 98 Доел Неготино се дозволува привремено вршење на дејност складирање, третман или преработка на неопасен инертен отпад до крајот на календарската 2019 година на катастарска парцела број 8210 во место викано Брестин Дол Неготино. Ова трговско друштво заради продолжување на обновување на горе наведената дејност на оваа локација е должно да изврши усогласување со урбанистичка планска документација на општина Неготино за горе наведената парцела до крајот на календарската 2019 година. Ова е во склад со иницијативата која ја поднесе ова трговско друштво, така што комисијата ја разгледа ова барање и донесе заклучок дека треба да се усвои, бидејќи нема законски пречки во тоа. Предлагам и Советот на општина Неготино истото да го усвои. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата по оваа точка. Предлог заклучокот по однос на исполнување на урбанистичките услови за вршење на дејност складирање, третман или преработка на инертен отпад го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека заклучокот е усвоен. 14 точка. Предлог решение за доделување на финансиска поддршка на клубовите и издруженијата од општина Неготино во областа на спортот во 2018 година. Отварам расправа по оваа точка. Го молам председателот на Комисијата за јавни дејности да го соопшти ставот на комисијата. Вуле Младеновиќ, повели. Благодарам, председател. На вчерашната седница на Комисијата за јавни дејности беше разгледана оваа точка од дневниот ред. Значи, решението за доделување на финансиска поддршка на клубовите и издруженијата од општина Неготино во областа на спортот за 2018 година. Истата беше добро презентирана, беше добро разгледана, ги видовме беше објаснато по кои критериуми се доделени средствата за клубовите и спортските здруженија. Истата позитивно помина на комисија и предлагам и советниците и советот да ја изгласат оваа точка. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор?
Сега накратко јас ќе земам збор по оваа точка. Почитувани колеги советници, почитувани граѓани на општина Неготино, земам збор по оваа точка, бидејќи сакам пред јавноста да го искажам или да го доочам новиот начин на кој што општина Неготино и ние како власт во општина Неготино се одлучивме оваа година да ги поставиме работите во насока на поддршката на спортот, спортските клубови и здруженијата на граѓани во областа на спортот во општина Неготино. Значи, оваа година за прв пат воведовме еден нов начин на кој што ние како совет носиме одлука како тоа општина Неготино ќе ги финансира или ќе ги поддржува спортските клубови во општина Неготино. Значи, на претходно објавен јавен повик до сите спортски клубови и здруженија на граѓани во областа на спортот, упативме да достават до општина Неготино програма за своето работење и од прилика да ги наведат, да речам, нивните основни трошоци кои што му се потребни за календарската 2018 година. На тој повик се јавија 16 спортски клубови и здруженија на граѓани на општина Неготино. Дополнително, на минатата седница како совет донесовме методологија врз основа на начинот на кој што ќе се утврдат критериумите за доделување на финансиски средства кон спортските клубови. Согласно на таа важечка методологија и пријавените на јавниот оглас, денес го имаме како решение, како точка на дневен ред решението за доделување на финансиски средства на спортските клубови и здруженијата од општина Неготино во областа на спортот. Сакам да искажам дека ова е систематски начин на кој што општина Неготино се грижи кон, да речам, задоволување на основните потреби на спортските клубови. Сите сме свесни дека овој износ од милион и пол денари не е доволен за спортот да биде, да речам, на едно повисоко ниво или на ниво, на ниво какво што сите ние посакуваме. Меѓутоа, моменталната ситуација во која што општина Неготино се наоѓа е таква каква што е и дозволува износ од милион и пол денари да бидат распределени до 16 пријавени клубови по јавниот повик. Сметам дека ова е една добра нова пракса која што општина Неготино ја почнува од оваа година. Се надевам дека истото ќе продолжи и со таков јавен повик кон невладините организации и другите здруженија на граѓани, бидејќи сега сме доведени во ситуација да можеме систематски да одлучуваме по однос на тоа кој колку членови има во спортскиот клуб, дали наплаќа членарина, дали, да речеме, дечињата, децата го плаќаат тренингот, и врз основа на таа методологија и тоа бодирање е донесено, односно предложено ова предлог решение. Сметам дека ова е добар начин да во иднина продолжиме да го поддржуваме спортот. Единствено што може да искажеме надеж да општина Неготино во иднина добие поголема финансиска кондиција, да речам, и подобро да стоиме финансиски и да можеме повеќе средства да насочиме кон спортските клубови. Меѓутоа, ова е добро започеток и се надевам дека ова предлог решение ќе биде во целост реализирано. Апелирам до вас да го поддржиме. Ви благодарам. Колеги, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог решението за доделување на финансиска поддршка на клубовите и здруженијата од општина Неготино во областа на спортот во 2018 година го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека решението е усвоено. 15 точка. Предлог заклучок за усвојување на извештај за извршување на програмите на општина Неготино за 2017 година. Отварам расправа по оваа точка, молам кој бара збор. Бидејќи нема пријавени за збор,
ја затварам расправата. Предлог за клучокот за усвојување на извештајот за извршувањето на програмите на општина Неготино за 2017 година го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог за клучокот е усвоен. Пауза 10 минути. Колеги, продолжуваме со работа. 16 точка. Предлог заклучок за усвојување на годишната сметка на буџетот на општина Неготино за 2017 година. Отварам расправа. По оваа точка седница одржа Комисијата за финансии и буџет. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот на комисијата. Гордана Јованова повели. Благодарам, председателе. Комисијата за финансирање и буџет одржа седница за усвојување на годишната сметка за буџетот на општина Неготино за 2017 година и предлагам советот да се произнесе по истото. Благодарам. Благодарам, колешке. Дали некој друг бара збор? Гордана Јованова повели. Благодарам. Впечатливо ми беше при разгледувањето на завршната сметка долгот на општина Неготино спрема правни и физички лица со оглед на пресконференциите на градоначалникот на општина Неготино, каде беа спомнувани повеќе милионски суми, 3-4 милиони евра загуба. И кога ја гледам завршната сметка се чудам дали станува збор за иста општина. Сигурно службите при одделението за финансирање и буџет професионално си ја завршиле работата пред да не испечат завршната сметка за 2017 година, иако истата не ни беше доставена до членовите на Советот во законски определениот рок 28.2.2018 година, согласно член 33 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, и сметам дека ова е законски пропаст на општина Неготино. Внимателно ги слушав пресовите на градоначалникот и сумите од над 100 милионските денари долг на општината, каде беа вклучени долговите на јавното предпријатие Комуналец, па средношколското училиште Кирил и Методий, кредитот од Светска банка, кој сите знаеме дека се 3 години грейс период и 13 години рок на отплата, истиот се уште не е ни доспеан за наплата, и други имагинарни долгови. И сметам дека пред да ја закажал пресконференцијата, советниците на градоначалникот по економија и финансии не му кажале дека тој е одговорен финансиски за состојбата на правното лице општина Неготино и дека останатите установи и јавни предпријатија кои ги основа општина Неготино се посебни правни лица со своји жиросметки и посебен менаџерски тим кој управува со истите. С оглед на тоа дека во завршната сметка крајните обврски на општина Неготино се 74 милиона денари, а имајќи во предвид дека имаме и побарувања кои изнесуваат, сигурно сите добро ги собравте, 18 милиони денари, и салдо од 2 милиона и 200 денари, или скупно 20 милиони денари, средства кои треба да легнат на приходната страна, значи долгот е 50 милиони денари, кога ќе ги созбиеме. И со оглед на тоа дека овде фактурираните обврски од јавното предпријатие Комуналец се околу 20 милиони денари, што се проликуваат години и децении наназад, реалниот долг на општина Неготино е 30 милиони денари. Подетално ставка по ставка не би се задржало, но за правилно информирање на јавноста, граѓаните на општина Неготино треба да знаат дека обврските на општината секогаш се сметаат спрема реализираниот буџет од претходната година. Претходната година имавме реализиран буџет од 330 милиони денари. Или реални обврски. Или долгот на општина Неготино, како што вие милувате да кажете, не изнесува 9% од реалниот буџет за 2016 година. Што ја става нашата општина во една од најмалку задолжените општини во Република Македонија.
или споредбено со други општини, кој најдобро и најточно го официализира Министерството за финансии и е испадна заклучно со 31.5.2017 година, Неготино не стои во оваа табела. Значи тоа е официјална табела која ја дава Министерството за финансии. Неготино е далеко од најзадолжена општина. Ако знаеме дека државниот долг, а сите знаеме дека денеска се задолживме уште за 1,5 милиарди евра, а и знаеме дека процентот на бруто домашниот процент на Република Македонија, а тој во моментот изнесува 47%, што е секогаш пракса во владењето на СДСМ. Колешке, Сметам дека со оглед на целокупниот приходен потенцијал на општина само Неготино, секунда, да се држим до точката на дневниот ред. зборуваме за Па не, сметка. за државните сметки, задолжување и нови кредити. Во тоа само Не е тема на дневниот ред. Добро. Ве молам да се задржиме за темата. Добро, држиме. И сметам дека целокупниот приходен потенцијал на општина Неготино и обврските околу 9% дозволуваат општина Неготино да си дозволи поголеми инвестиции во инфраструктура, да ја искористи целокупната проектна документација, да аплицира до сите потенцијални донатори, се со цел подобар живот на граѓаните, како што им ветивте на локалните избори. Но колку што можам да забележам, изминува веќе 5-тиот месец од вашето владење на локално ниво, а ниту еден инфраструктурен проект не е започнат. А со ова гледаме дека вашето секојдневно оправдување дека општината е презадолжена за да може да функционира е неиздржано, дека не е причина да не продолжите со започнатите проекти, а да започнете и со некои нови ваши проекти доколку ги имате, бидејќи граѓаните согласно вашите ветувања се уште очекуваат да видат како функционира новата локална самоуправа. Сигурна сум дека на завршната сметка подпис ставил градоначалникот, тој денеска не е со нас. И бројките од оваа завршна сметка за 2017 година не соодветствуваат со вашите искажени зборови, со зборовите на градоначалникот на неколкуте пресконференции. Од ова гледаме дека 5-месечна фарса или лага и манипулација на граѓаните на општина Неготино. Господ нека ни е на помош, ако се движиме со оваа динамика до крајот на мандатот кој го имате. Животот дојде, но очигледно не за секого. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Петре Манчев, повели колега. Благодарам. Почитувани колеги, јас како член на Советот од претходниот мандат должам едно појаснување и барам извинување за вас од сите тие искажани лаги и невистини и на сите тие пресконференции и митинзи каде што сите вие бевте изманипулирани од тогашниот кандидат за градоначалник и сегашниот градоначалник дека општина Неготино е задолжена општина. По завршната сметка и образложението за завршната сметка за буџетот за 2017 година гледаме дека тоа не е така. Денеска ја имаме завршната сметка каде што долгот на општината е околу 30 милиони денари, а знаеме дека тоа е некаде околу 10% од вкупниот реализиран буџет на општината. Според една динамика која што беше донесена од претходната влада, во 2018 година во општина Неготино по однос на концесии од државно земјоделско земјиште би влегле само околу 12 милиони денари. Така да само по однос на тоа поголем дел од овој долг би се неутрализирал. А исто се однесува и за 2019 и за 2020 година, каде што најголем дел од сите тие дефицити или што се појавуваат како долгови може да биде покриен само со однос на влезот на парите од концесии. Така да сите тие лаги кои што продолжуваат и денес да се искажуваат дека општина Неготино е задолжена општина, не држат. Значи тоа се само покривање на својата неспособност
да се отворат нови проекти и општина Неготино да се движи напред. Сведоци сме дека овие 5 месеци нема отворен ниту еден нов проект. Од претходната власт имаше започнато многу проекти и јас искрено се надевам дека сите тие проекти ќе наидат на продолжување, се со цел и интерес на граѓаните на општина Неготино. Така да уште еднаш барам од актуелниот градоначалник да се извине за сите искажани лаги и сите манипулации кои што беа насочени кон граѓаните. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Воле Младеновиќ, повели. Благодарам, председателе. Гледам дека колегите советници од ВМРО ДПМН добро се спремиле за оваа точка. Сега, за тоа што напаѓате, значи, добро знаат граѓаните, устари не знаат граѓаните, треба да го знаат и тоа граѓаните, дека од претходното владење на ВМРО ДПМН ние наследивме нефункционална фонтана, која се уште не беше платена. Значи, кога дојдевме ние на власт, нашиот градоначалник му стигна сметка за нефункционална фонтана. Како ние да продолжиме да работиме и да правиме проекти, кога ние имаме неплатени проекти од претходната власт? Тоа сакам да ми го објасни. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Реплика Петре Манчев. Благодарам, колега. На дневен ред е завршната сметка на буџетот. Значи, не разгледуваме поединечни проекти. Ако фонтаната не е функционална, еве новиот градоначалник нека ја тури у функција. Ја добро се сеќавам, имаме баш за фонтаната, имаме на претходниот совет дискусија со Витанов. Сега фонтаната е пак актуелна. Значи, денеска разгледуваме завршна сметка на буџетот. Ако имате забелешки према претходниот буџет, може да дискутира. Меѓутоа, општина Неготино не е задолжена општина. 30 милиони денари се 9% од реализираниот буџет. Секој што малку се разбира од економија, знае дека без задолжување нема развој. Меѓутоа, оправдувањето и манипулацијата со граѓаните, дека општина Неготино е задолжена општина и ние нема да работиме ништо, не држи. И наше е да го кажеме тоа. Значи не држи муаветот дека ние не работиме ништо, оти општината е задолжена. Апсолутно не држи. А фонтаната е еден пример каде што треба да се вклучите, да реализирате и да оспособите да работите ако не е у функција. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Реплика на Воле Младеновиќ, Гордана Јованова, повеле. Вака, колега, фонтаната, поради тоа што ја спомнавте, мислам дека стана атракција Неготино и сите вие први се изликавте кога беше пуштена. На Фејсбук имаше баш и така добри слики. Сите во голем дел таму што се кафанчињата и како имат добар приход сега, поради тоа што се разработија истите. И мислам дека кешки и вие да направите уште 3 фонтани, да го разубавите градот Неготино, како што доликува. Благодарам. Благодарам, колешке. Контрареплика Воле Младеновиќ, повеле. Вака, колеги советници од ВМРО ДПМН. Нема да правиме фонтани. Пред нас имаме уште доста време за реализација на нашите проекти. Ќе ги реализираме тие проекти, ќе правиме водоводи, ќе правиме патишта во селата, ќе правиме детски игралишта и ќе правиме работи кои ќе им користат на граѓаните на општина Неготино. Значи нема да правиме проекти за сликање, нема да правиме фонтани, нема да правиме се извинувам. Како се вика, споменици, такви работи не ни интересираат и ви благодарам. Збор. Реплика на Воле Младеновиќ, Игор Иванов, повеле. Почитуван колега, како што знаем, помина 5 месеци од вашето владење. Сега кажавте дека ќе градите селски патишта, тротоари, како што видивте на оваа седница. ВМРО се што е во корист поддржува, така и вие кешки само да
предложите некој проект на Советот на општина на Неготино, советничката група на ВМРО ДПМН ќе го поддржи, и тоа едва и ние го чекаме да го кажете. Веќе 5 месеци поминаа, но гледаме досега ништо од програмата ваша нема реализирано. Гледаме дека што се однесува до завршната сметка на општина на Неготино за 2017 година, јас добро ги следев пресконференциите на градоначалникот. Точно пресконференцијата беше на 20 декември одржана, каде што бомбастично беше прикажувана дека општина Неготино должи 4 милиони денари. Евра, 4 милиона евра. И при разгледување на завршната сметка за буџетот за 2017 година, гледам дека општина Неготино од 30 милиони денари нема поголем долг. Просто се чудам какви манипулации. Затоа треба градоначалникот јавно да се извини пред граѓаните на општина Неготино и виче еднаш за секогаш да не се служи со лаги и да почне да работи во корис на граѓаните и за доброто на граѓаните. Бидејќи граѓаните го изгласаа и сакаат видни резултати од секое поле во општеството, но тие видни резултати овие 5 месеци ги немаме видено. Овие 5 месеци гледаме само кукање, демек општината е презадолжена, немаме ништо што да правиме, немаме средства, а пак од друга страна гледаме вработувања де во општината, де во други институции, само за вработување има средства. И тоа вработување на активисти. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бар разбор? Ќе земам јас збор по оваа точка. Почитувани колеги, секогаш сум бил на страната на вистината и за воја на вистината не можам после овие дискусии од страна на колегите на советничката група на ВМРО ДПМН, а да не се пријавам и јас да земам збор. Искрено очекував дека советничката група на ВМРО ДПМН во најмала рака ќе ја премолчи оваа завршна сметка, ќе ја премолчи бидејќи бројките и податоците напишани во оваа завршна сметка се колеги кога вие, Петре Манчев, Игор Јованов, бевте дел од владеачкото мнозинство во овој совет. Оваа завршна сметка е дело на работа на еден претходен градоначалник. Како што ви кажа и колегата Вуле, тој претходен градоначалник остави долгови за фонтана од 86.000 евра, а овде зборува дека чини 60.000 евра. Ја остави само фактурата од таа фонтана и башка на тоа ја остави и расипана со нефункционални пумпи. 86.000 евра за, како што кажа колешката Гордана, кафулињата и сликање на Фейсбук. Меѓутоа, колешка, овде не сме за да дали се сликаме на Фейсбук, туку овде сме да направиме нешто за подобро на граѓаните на општина Неготино. Воопшто не е точна информацијата која што вие, колешки Гордана, ја спомнавте дека кредитот не е доспеан. За ваша информација, значи имате право како советник да се информирате во службите. Пред 2 дена општина Неготино плати рата од кредитот во износ од 3 милиони денари и плативме рата од кредит, уште еднаш да ве потсетам, за водоводните мрежи во општина Неготино на 10 улици, кои што сега не можат да се приклучат. Значи, повторно граѓаните не можат да добијат приклучоци за новата мрежа водоводна, бидејќи се изработени на начин како што се изработени. А вие знаете на кој начин се изработува тие инвестиции во тоа време. Кредитот го плаќаме, меѓутоа, кажав и на митингот, колега Манчев, бидејќи зборувате дека и на митингот сме зборувале, еве дојде на виделина дека цевките што се закопани под асфалтот не се функционални. А кредитот мора да си го плати. Кредитот беше со грејс период кој што
Имавте среќа, за ваше време помина и сега друг градоначалник ги плече. Колега Петре Манчев, колеги советници од ВМРО ДПМН, новиот градоначалник кој што кажувате дека лажел и одржал пресконференција, јас само да ви кажам дека тие бројки градоначалникот ги избореше од оваа говорница на седница на Советот на општина Неготино. Само да ви информирам дека кога стапи на сила, ја доби обврската за неисплатени новороденчиња од цела година 2017 година. Некаде на околу 600.000 денари исплати овој градоначалник. Вие добро од бајцата советници кои што сте од претходниот мандат, знаете дека претходниот градоначалник остави неисплатени седници на Советот на општина Неготино спрема советниците. Овој градоначалник и тие седници ги исплати. Зборувате за долговите, дека без фонтаната над 30 милиони денари се исплатени обврски спрема добавувачи во овој период. Се тоа обврски оставени од времето кога некој друг беше градоначалник. Колешката Гордана рече дека зборувал градоначалникот за долговите и на јавното предпријатие Комуналец. Сега не знам како да бидам благ во зборовите и да речам со кое лице вие овде зборувате за јавното предпријатие Комуналец. Кога во овие нови 4-5 месеци добивме чистење на депонијата на Бучето, почнаа да се перат улиците во општина Неготино. Тоа во вашиот мандат беше нешто незамисливо, освен кога митинг требаше да има ВМРО ДПМН и требаше да дојде вашиот лидер тогашен и самиот ден го перевте плоштадот. Еднаш во тие мандат од 4 години. А сега, за 3-4 месеци е испран повеќе од 5 до 6 пати плоштадот и главните улици во општина Неготино. Јавното предпријатие Комуналец доби 2 нови возила, се сеќавате на некои од претходните седници ги дававме на користење на јавното предпријатие. Јавното предпријатие Комуналец ги засили своите активности околу собирањето на сметот од улиците и тоа е евидентно. Јавното комунално предпријатие ги засили своите активности во хортикултурното уредување на градот. И па за 5 месеци толку можеме да поправиме од ситуацијата која што вие ја оставивте. Не е точно дека оставиле еден куп проекти претходната власт, бидејќи во овие 4 месеци администрацијата е насочена токму кон изработка на проекти, кон изработка на проектна документација за проектите кои што ние сакаме да ги реализираме. Сметав дека овие работи требаше вие да ги предочите, ако барем малку сте доблесни за тоа како се работело претходно и како сега, и че дадевте поддршка на оваа завршна сметка. За другите бројки внатре, колеги, има да зборувам уште еден ден, меѓутоа знаеме дека и да ја критикуваме оваа завршна сметка, бидејќи е за критикување, бидејќи е за работењето на претходниот градоначалник, а знаеме како ја работеше, како ја водеше општина Неготино, знаеме дека доколку ја критикуваме, на крај ќе мораме да гласаме за, од причина што, со неизгласување на завршната сметка, доаѓа до прашање функционирањето на општина Неготино. И затоа, во право бевте, колешке, кога рековте Господ нека е напомош на општина Неготино, ние тоа го зборевме уште на самиот почеток од мандатот, кога ја видовме ситуацијата во која што вашите партијски другари, да не зборувам и натаки, ја оставија општина Неготино. Ви благодарам. Реплика. Петре Манчев, реплика Повли, колега. Благодарам, колега. Председателот беше отстен, па немаше кој да ве прекине, иако ви знаете да кажете на нас дека излегуваме надвор од темата, меѓутоа ете јас не реагирав и го оставив.
сакам да укажам на нешто. Бевте многу контрадикторни, почнавте со тоа дека завршната сметка е лоша, па на крајот не повикавте да изгласаме. Тоа ни е, нели, должно право да изгласаме завршната сметка, бидејќи Советот ќе се распушти. Меѓутоа сакам да се обратам на неколку точки да се обсрнам. Околу наплатата на кредитот, значи претходно кажав дека наплатата на кредитот поминат грејс периодот, меѓутоа наплатата на кредитот може да се обвива од тие средства кои што доаѓаат од концесиите на земјиштето. Така да Општина Неготино ќе инкасира околу 11-12 милиони денари секоја година по однос на концесии. Друго нешто, се наброја неколку проекти, меѓутоа не може да кажеме било што, меѓутоа овие бројки овде кажуваат на нешто друго. Значи, суштината е тоа дека Општина Неготино е задолжена 10 пати помалку од тоа што беше искажано од оваа говорница. Значи, тоа е факт. Факт е образложението на завршната сметка. Образложението на завршната сметка кажува дека 9% од реализираниот буџет е долг. И тоа е официјален документ, каде што градоначалникот го подпишал и ние како Совет ќе го усвоиме. Без разлика кој го изработил. Друго нешто, околу проектот за водоснабдување, каде што велите дека е нефункционален, значи ние како Совет го одобруваме проектот. Меѓутоа, ако има таму недоследности во изведбата, најдете ги кои се тие недоследности, повикајте го инвеститорот, изведувачот, работите нешто, направите нешто, нека се санкционираат сите тие кои што не ја завршиле работата како што треба. Меѓутоа, една работа што е започната треба да се продолжи. Се во интерес на граѓаните. Така да не е вина ако некој поддржал проект кој што води кон решавање на еден голем проблем. Меѓутоа, вина е ако некој после тоа не го продолжи истиот проект и вели дека тој проект не е функционален. Што ме не е функционален, некој треба да сноси одговорност. Ајде да видиме кој е тој што треба да сноси одговорност. Така да, ако дискутираме поединечно за секој проект, а имаме завршната сметка, седницата ќе трае до безкрај. Меѓутоа, денес имаме завршна сметка, каде што реалниот долг на Општина Неготино е околу 30 милиони денари или 9% од реализираниот буџет. Општина Неготино не е задолжена општина. Благодарам. Благодарам. Сосема накратко контрареплика колега Манчев. Значи доброто е што барем се убедуваме во тоа што е така. Градоначалникот не испаднал на пресконференција за да ја лаже јавноста како што беа вашите зборови, туку на седница на Совет имал своја дискусија, каде што вие сигурно сте биле присутни на таа седница. Освен ако не е во деновите кога не доаѓавте на седниците на Советот. Друга работа, значи колега Манчев, потполно и јас сум на вашето размислување дека секој треба да сноси одговорност за тоа како се изведувале работите додека нели тој бил на власт или бил задолжен да ги надгледува работите. Меѓутоа, тоа е работа на некои други институции, не е наша работа. Наша е само да ви кажеме колку од вашите проекти ги плаќаме, а која е целта која што ја добија граѓаните на Општина Неготино и дали има бенефит од тоа. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор. Како? Реплика на Петре Манчев? Не. Значи, јас имам говор, после мене реплика имаше Петре Манчев. Повели, реплика. Не, реплика, управо си. Повели реплика. Нема земено збор. Повели збор, Игор Јованов. Значи, како што ги слушав претходните дискутанти, очигледно се гледа печаткот дека бројките... Микрофонот само, колега. Очигледно се гледа бројките дека од тука што
што беше на 20 декември градоначалникот Делков, каде што имаше своје излагање, од 4 милиона на 30 милиона има доста голем, од 4 милиона евра на 30 милиона денари, значи градоначалникот искажа дури 8 пати поголем долг на општината. Лично и тебе те слушам во твојата дискусија. Значи, како доста работи изнакажа дека како да сте плачале големи долгови од владењето претходно, доста кредити, доста за некои работи што се правиле во иднина си исплачени и уште стигаат фактури. Но при завршна сметка јасно се гледа дека побарувањата и обврските на општина Неготино за 2017 година ги има следните побарувања. Значи побарување по основ на данок на имот е 6 милиона 762.972 денари. Побарување по основ на комунална такса за фирма има 7 милиона 248.971 денар. Побарување од правни и физички лица има 3 милиони 574.930 денар. Значи, обврската спрема добавувачите на општина Неготино се 4 милиона 606.000 денари, од каде што ќе ги одземеме 18 милиона плюс 2 милиона плюс тие 20 милиона што се покнижуваат десетици години рано за јавното предпријатие Комуналец, очигледно се гледа дека е општината задолжена околу 30 милиони денари. Затоа добро е еднаш за секогаш да не се враќаме многу назад. Значи, граѓаните на општина Неготино заслужуваат подобро утре, заслужуваат резултати, сакаат видни. Овие последни 5 месеци од кога владеете, демек се ставија 30 тони асфалт на улиците, ама гледам секојдневно дупка до дупка. Тие 30 тони изгледа беа 3 тони, нема никаков резултат. После, гледам пред некоја ден на некој портал неготински, демек некој се сликал големиот проект најавен, 20 контейнери од донација. Каков е тој проект? Не знам, се чудам просто. У 5 месеци проект голем, 20 контейнери доделени на општина Неготино. Чудно. Затоа, очигледно скандалозното работење е вистинското лице на новата локална самоуправа во Неготино. После овие груби лаги и недоследности, само со цел за стекнување алиби и ефтин публицитет, не знам како воопшто да и се верува на оваа локална самоуправа, која што истакна на 20 декември дека општина Неготино е 4 милиона, а очигледно општина Неготино е задолжена 500.000 евра. Значи паролата живот за сите е всушност лицемерие и лаги за сите. Благодарам, колега. Значи, реплика. Јас кратко, че добиеш реч. Значи, јас вас, колега Јованов, не можам да ве разберам. Викате, те слушав добро во говорот. Изборувате како да се плачале некои работи кои што биле предходно работени. Па да, ти лично и јас сме сведоци, се плаќаа паушали за советниците од предходниот мандат, кои што градоначалникот предходен не ги исплати. Зошто? Кога нема долг општина Неготино, кога се е перфектно функционира. Зошто 2017 година одлуката за исплата на парични средства за новородено дете не се исплачал цела 2017 година? Одговорите ми зошто? Тоа е тема на оваа завршна сметка. Како се работело во 2017 година? Новиот градоначалник, новата локална власт ги плаќа вашите долгови. Изборувате, повторно че речам, со кое лице за јавното предпријатие Комуналец, кога вработените од овој месец, за ваша информација, колега советник, добија здравствено осигурување кое што го немаа во минатото. И во таква ситуација ја оставивте општина Неготино, и во таква ситуација е и новото мнозинство на Советот, и новиот градоначалник, и новиот менаџерски тим во јавното предпријатие Комуналец. Во 21 век ние зборуваме за вработените во Комуналец, бидејќи нема
здравствено осигурување. Заедно и градоначалникот и директорката на јавното предпријатие Комуналец се изборија да вработените повторно имаат здравствено осигурување. Тие ваши катастрофални политики сега ние ги поправаме. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Контрареплика Игор Иванов Повели. Благодарам. Значи, никој не рече дека општина Неготино нема долг. Значи, ние сите советници од ВМРО ДПМН посочивме дека искажаните зборови на градоначалникот од 4 милиона денари, 4 милиона евра не се 4 милиона евра долг на општина Неготино. Општина Неготино е задолжена 500.000 евра. А што се однесува дека не беа пуштени пари за новородено дете, да, не беа пуштени, бидејќи имаше изборен циклус и не смееше да се трансферираат пари. А неготинската јавност добро знае дека вие, како советници, ги укинавте тие средства за новородено дете. Благодарам. Збор бара Трајчо Димов. Повели Трајчо. Жално е кога првиот проект на градоначалникот ќе биде да блокира сметката, бидејќи наследи блокирана сметка од претходниот градоначалник. А втор проект на градоначалникот ќе биде раздолжување на општината, а не нови проекти. Значи, во изминатите 5 месеци градоначалникот се бори и се раздолжува со долговите кои што ги остави претходната власт. Проектите како Бела вода, Калањево, кој што ја кошта општина Неготино над 7 милиона денари, а нема ниту зрно песок ставено таму. Значи, од такви проекти, благодарение на претходната власт, ние сега враќаме долгови. Ние сега и треба да му се заблагодарат на градоначалникот, бидејќи успеал во овие 5 месеци завршната сметка да ја донесе до некој си прифатлив долг на општина Неготино, бидејќи претходно беше огромен. Сметам дека проектите ќе дојдат, проектите се во тек и ќе почнат да се реализираат, се додека не кочат старите долгови, ние ќе имаме вакви дебати. Се надевам дека во најбрз можен рок, а и знам дека ќе почнат проектите, ќе докажеме дека оваа власт е на место и дека работи како што треба и по закон. Ви благодарам. Благодарам. Колега, реплика Петре Манчев. Повели. Благодарам. Жал ми е што градоначалникот не е тука, а толку многу се изназборевме за него. Меѓутоа, колега, има една суштинска работа у тоа буџет и реализација на буџет. Значи, со промената на власта не завршува и буџетот. Не завршуваат ни сите приходи, не завршуваат ни сите расходи. Значи, тоа е работа која што се наследува од претходно. И погледните ги бројките од претходно и долговите на општината како се префрлаат и тогаш може да правиме ова. Значи, константно општина Неготино е во долг. Константно комуналното предпријатие има проблем. Значи, тие некои работи се многу години на нас. Меѓутоа, ние треба да правиме тие да ги неутрализираме и да ги ублажиме и дај Боже да ги елиминираме. Меѓутоа, поентата ми не е клучно дека ако општина Неготино е задолжена и ние нема да работиме ништо, него ќе ја раздолжуиме. Тоа право не ви го дале граѓаните. Значи, граѓаните вас ве гласале да правите развој на општина Неготино, а не да правите раздолжување. Развој се прави со инвестиции во нови проекти. Развој не се прави со раздолжување. Во економијата, секој развој е врзан за изградба на инфраструктура. Без изградба на инфраструктура нема развој на општина. Меѓутоа, ние не гледаме, овие 5 месеци, не гледаме никаков почеток на проект. Неколку пати кажаме дека секој проект ќе биде поддржан на градоначалник. Значи, секој проект кој што е развоен, од нас ќе биде поддржан. И тоа се гледа како и гласаме точки. Значи, ние не сме душмани на граѓаните на општина Неготино, ако сме опозиција.
Исто и ние се грижиме колку вас за развојот на општина Неготино. Меѓутоа сакам да ви укажам дека раздолжувањето не носи развој. На крајот на вашиот мандат ќе видите дека тоа е така. Значи, вашиот мандат кога ќе заврше, мислите ли дека општина Неготино ќе има долг 0? Многу сте грешка. Тоа се тековни работи. Така да, апелирам до новата власт да што поскоро да започне проекти. Има многу проекти кои што е спремна документацијата. Тие проекти да продолжат. Успехот на градоначалникот е заеднички успех на сите нас, без разлика кој е опозиција, кој е власт. Исто и ние сме тука за доброто на граѓаните на општина Неготино. Ние не сме против нив, што ако сме опозиција. Меѓутоа нашата задача е да бидеме конструктивни и сите недостатоци и сите изнесени лаги да реагираме на нив. И токму заради тоа реагираме денеска. Пошто граѓаните беа изманипулирани. Фактичката состојба кажува дека општина Неготино не е презадолжена општина. И сето тоа задолжување е нормално. Знаејќи дека претходната година, околу пола година, заради изборите, че има избори, па че нема избори, и заради законот, општината не беше функционална. И тоа беше проблем за сите. Најмногу го осетија граѓаните. Значи, најголемиот проблем за реализација на буџетот беше политичката ситуација која што беше цела година и нефункционалноста на општината. Тоа го знаеме, тоа го знае администрацијата, тоа го знае колегата Витанов. Така да, ве мола да се држиме на тоа, да не прикажуваме грешка слика на граѓаните. Факт е дека општина Неготино не е презадолжена општина. Сите тие долгови се во нормала, дури сме и многу подобри од многу општини во Република Македонија. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Збор? На Трајче Димов, така? Трајче Димов имаше збор. Повели, реплика Гордана Јована. Повели. Сакав да ви реплицирам во делот на тоа дека рековте дека сум кажала дека кредитот нели е веќе исплатен, дека мислам не е исплатен, туку дека сте извршили уплата на рата на кредитот во оваа година во 2018. Но ние сега зборуваме за завршна сметка за 2017. Значи на градоначалникот во пресот му беше кажано дека долговите по кредитот кои не беа доспеани во времето на 2017 година. Значи 2018 јас така добро знам да броам дека 3 години поминаа. 2018 ни доаѓа да платиме ратата. Но плаќањето на ратата, како добро знаете дека може да се изврши со парите кои ќе стигнат од концесиите од земјоделското земјиште. И во оваа година 50% кои изнесуваат 12 милиони денари, имате за отплата 6 милиона колку што ви е ратата, и ќе ви останат уште 6 милиона за останати проекти. И Неготино и декако има потенцијал за оприходување. Вие сите добро тоа го знаете. И ако ние сега парите ги вложуваме само во раздолжување, тогаш Неготино да се тргне од нови проекти, секундарните приклучоци за водоводната мрежа 5 месеци тапкат во место. Зошто не се почне со секундарните приклучоци на водоводната мрежа, да го видат бенефитот граѓаните? Што леле? Не знаете зашто. Зошто? Водоводната мрежа е нефункционална. Зошто? А каде се утврди нефункционалност? Каде се утврди нефункционалност? Испаднале некој да каже каде е утврдена нефункционалноста на мрежата? И кој утврди таа нефункционалност? 5 месеци, ниеден збор немате испаднато за да кажете кој проект до каде е застанат. 5 месеци. На што се чека? На што чекате? Или ќе помине мандатот
Советот ќе помине. Фала. Прва реплика Трајчо Димов, после и јас ќе земам збор. Повели Трајчо. Сите знаеме до кај се проектите, бидејќи на секоја седница на Советот миниме дел од програмите и проектите кои што се во тек, не се застанати, се во тек, значи и наскоро ќе почне нивна реализација. Исто така сакам со 12 милиона денари од концесии ќе решиме сите проблеми, и кредити, и паушали, и деца, значи тие 12 милиона ги ставиме секаде, не е проблем. Друго, додека ние плаќаме 6 милиона денара годишно, камата, односно сега и дел од главницата на кредитот, за нефункционален проект за водоводна мрежа, кој што нит може да се поврзи со некој домаќинство, ните функционален по било која основа и кој што не е ни правилно изработен, за кој што се надаваме че има и супервизија и тоа ќе го докаже. Ние значи тапкаме во место од една страна, меѓутоа и се трудиме преку новите проекти кои што набрзо ќе започнат да тргнеме од мртва точка и да им докажеме на граѓаните на Неготино дека оваа власт работи и ќе работи како што треба. Благодарам. Благодарам, колега. Сосема накратко, колешке, бидејќи прашувате каде сме били овие 5 месеци да испаднеме и да кажеме, толкому во тоа е разликата помеѓу ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, бидејќи ние работиме во интерес на граѓаните и не е наша цел на телевизијски шоуа, како што вие ги правевте тоа во ваше време кога бевте власт во општина Неготино, да ја манипулирате јавноста. Јас изреагирав за вашата дискусија и се прашавте зошто реагирам, бидејќи лично мислам дека вие, како функционер на ВМРО ДПМН, знаете зошто секундарните приклучоци не се направени. Бидејќи изведбата на поставувањето на цревата во улиците е таква каква што е. Ве молам, колега, јас имам збор. Не смеете да упаѓате. Без да добиете збор, не го вклучувајте микрофонот. Контрареплика е. Без збор немате. Колега Манчев, без да добиете збор, немате право да го вклучите микрофонот. Значи, колешки Гордана, вие сте функционер на ВМРО ДПМН, бевте и кога се работи. Тие работи и сигурно подобро, можеби и од мене знаете зошто секундарните приклучоци не се направени. 12 милиона денари од концесија од земјоделско земјиште за се да помогнат. Да помогнат и за враќање на кредит, 86.000 евра фонтана која што ја оставивте расипана, да враќаме долгови спрема добавувачи, да плаќаме решение. Колега Манчев, ве молам, немате право да го вклучите микрофонот. Немате право да го вклучите микрофонот додека не добиете збор. Немате право на збор и ве молам, од место не дофрлете. Побарајте кога ќе завршам процедурално ќе добиете. Ве молам, не упаѓајте од место. Значи, малку култура покажете. Немаш право додека дискутирам да реагираш. После реагирај. После немаш право да реагираш. Немаш. Додека не добиеш збор од мене, не смееш да го вклучиш микрофонот. Значи, тоа се правилата. Тогаш добивате збор. Тогаш... Ама не давате вие збор овде, јас давам. Затоа ве молам, колега Петре Манчев, последен пат. Значи, последен пат ве замолувам да не дофрлате од место. Значи, не е коректно, вашиот однос не е коректен. Значи, колешки Гордана, повторно ќе ви повторам. Додека ние ги враќавме долговите и обврските кои што претходниот градоначалник, вам кои што ви е многу добро познат партијски другар, ги остави во општина Неготино. Проектите, моментално општинската администрација работи на изготвување на проектна документација, која што ќе биде почеток на новите работи кои што сите граѓани на општина Неготино ќе ги видат. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Сакам да реагирам. Процедурално Петре Манчев. Значи, колега, ве молам, научите го редот веќе втор мандат. Додека не добиете збор, немате право. Петре Манчев, процедурално. Сакам да реагирам процедурално, бидејќи во оваа сала правилата важат за сите исто. Од ваша позиција немате право да земате збор кога сакате. Вашето право за збор истече.
контрареплика, реплика. Значи вие не кажавте защо дискутирате, а се држите тука совет одавно према нас. Не ли така? Не сте ни родител. Така да апелирам, вие не да ми ги кажувате мене правилата, јас многу убаво ги знам и сум многу покултурен од вас, меѓутоа јас реагирам процедурално бидејќи вие немате право да си взимате сам избор, а уште помалку да ми кажувате дека јас кога ќе ви давам збор, вие имате право на збор. Мојата реакција е процедурална, бидејќи вие прекршивте процедурата. Благодарам. Колега Петре Манчев изрично стои во деловникот за работа на овој совет дека на член на советот збор му дава председателот на советот. Не сум ви родител, многу нормално дека не сум, меѓутоа јас сум председател на овој совет, а вие збор имате кога јас ќе ви дадам. Точка. Дали некој друг бе разбор? На што контрареплика? Немав јас реплика. Не. Збор? Повели Гордана Јована. Почитувам, зборувате за враќање на долговите на претходниот градоначалник, сегој градоначалник ги враќа долговите. Нормално е сегде да има долгови и да се враќат тие долгови. Дали ќе бидат приоритетни, неприоритетни или не знам какви, значи долговите ќе се враќат. Не било тоа, не е ова прв пат да има долгови, да некој оставил долгови. И вие добро знаете дека има долгови, така ли? И менеджирање на секој градоначалник е добро да изменеджира сета оваа ситуација. Ама треба да се започне, значи 5 месеци поминаме, ние не видоме на терен ниту еден инфраструктурен проект да е започнат. Тоа го зборуваме цело време. Зборуваме за незапочнување на инфраструктурни проекти на терен. Што е причината за тоа? А сега ги враќаме долговите, Долговите ќе се враќат, долговите постоја ли ќе постојат? Што мислите дека вие нема да оставите долгови? Дека сето ќе биде подмирено? Или само ќе враќаме долгови? Благодарам. Контрареплика. Значи, колешке, јас не слушнав, значи, постојано по оваа точка дискусиите ваши се дека ќе враќаме долгови, нема да видиме никаков проект. А секој од советниците, кога имаше дискусија од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, ви кажа, колегата Трајче Димов убаво ви кажа, на почетокот, еден месец, новиот градоначалник ја одблокираше сметката на општина Неготино. Ванчо Апостолов остави сметката блокирана на општина Неготино. Блокирана, колешки. Секој ден службите работат со извршители, со нови опомени, претужби и тужби. Значи, со тоа се занимава оваа администрација, благодарение на Ванчо Апостолов и вашата политика која што ја водевте претходно. И сега вие зборувате каде се инфраструктурните проекти. Зборуваме за најминимално основно функционирање на општина Неготино, кој што на почетокот од мандатот не можеше да го има општина Неготино. А сега ние ја враќаме во кондиција. Начинот на кој што се раководи оваа општина во овој момент, колешки, за ваша информација е сосема различен од претходно. Сите непродуктивни трошоци се сведени на нула. Сите претходни задолжувања, вие велите задолжување имало и че има. Ама никогаш повеќе, ви кажа колегата Воле Младеновиќ, нема за фонтана 86.000 евра. Никогаш повеќе. Задолжување може да има само за капитални проекти. И сега имаме кредит за таков проект, изведба имаме до некад, каде што не може да продолжи натака. Јас не знам што не ви е јасно и затоа на почетокот на мојата дискусија реков дека во најмала рака ќе ја премолчи оваа завршна сметка. Дали некој друг бе разбор? Реплика Воле Младеновиќ, повели. Смешно е да разговарате за добро менаџирање, кога знаеме во каква состојба и со колкави долгови остави општината вашиот претходен градоначалник. Жално е кога наследуваш толкави огромни долгови, а уште пожално е кога ги наследуваш долговите за нефункционални проекти. Благодарам. Контрареплика Гордана Јованова, повели. Значи, менаџирањето, не знам за какво менаџирање зборувате за претходното, а какви долгови оставивме, кога долговите се гледат колку се. 74 или по ваше,
или кога ќе ги поради тоа што ви до сега никогаш не спомнате дека општина Неготино има побарувања, кога ги созбиме испаднаат 30 милиона. Тоа ли е долг? 9% од реализираниот буџет од претходна година. Значи ви зборувате за задолжување, направите фама, а уствари задолжувањето е 9%. И каде сметам дека имаме и како добар потенцијал за да се задолжиме повеќе, за да можеме да оствариме други капитални инвестиции. 9% е ништо, ви државата ја задолживте не знам колку, над 47%, ви зборувате сега за тука 9% задолжување, дека тоа било многу големо задолжување. Еден месец не можеме да одблокираме сметката. Без сметката ќе одблокираме, да работиме и паралелно и други работи, а не сега еден месец ќе одблокираме сметката. Благодарам, колешке. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој повеќе, колегата Зоран, повели колега. Благодарам. Само да го надополнам, да кажеме дека проектот за водоснабдување, кредитот не е целосно искористен. Таа информација треба да му кажеме на граѓаните да знаат, пошто само 7 улици се направени. Потребни се уште 5 за да може да се уклучиме во системот. Треба да се доискористат средствата. Проектот е направен, подпишан, договорен со Светска банка. И тогаш треба, колега, да го уклучите во секундарниот систем. Значи треба да се заврши цел проект. Дозволите да се заврши проектот до крај. До крај. Нека се направат комплетно системот за целосно сите улици да бидат поминати и горна зона веќе има вода. Веќе има вода. Но кој ќе се уклучи скроз, сето ќе биде многу повеќе. Мислам дека треба да го искористиме тој проект повеќе. Благодарам. Реплика Трајчо Димов, повели Трајчо. Значи, како да го продолжиме проектот кога е нефункционален, значи треба да направиме уште 5 нефункционални улици, за да бидат 12 нефункционални и да може ние да добиваме вода. И треба да кажете дека ние кредитот не е целосно искористен, меѓутоа плаќаме камата на целата сума од 50 милиона денара. Значи, да ги земеме сите параметри во обзир и да видиме дали тоа може или не може да биде така. Значи, најпрво треба да се види дали можеме ние да ги оспособиме моменталните 7 улици кои што се направени, а се нефункционални, за да може после да ги направиме и наредните 5. Ако ги направиме сите нефункционални, а плаќаме камати на кредит за нефункционален проект, кај не крај. Благодарам. Благодарам, колега. Контрареплика Зоран Стојанов. Павле. Колега, значи еден проект, за да има ефект од нешто, треба да биде целосен. Вие точно го знаете тоа. Кога работите сега, не може да се уклуча така како што го мислиме ние. Значи изведувач има. Изведувачот доаѓа секогаш, редовно доаѓаше у контрола на се. Тоа беше контрола со надзор на Светска банка. Така да нека се заврше сета таа работа, па да видиме, да го уклучиме. Значи нека да заврше сета, да му дајме прилика да го продолжиме проектот. Да заврше целосно и после ќе разговараме. Значи јас мислам дека треба. А вие, ако сакате делумно да го уклучувате, значи делумно, само 5 улици да ги уклучите у секундарното мрежа, тоа не може делумно да биде. Нека се заврши проектот. Проектот е направен, подпишан и се е завршен. Само треба тендерот да се. Тоа градоначалникот нека го да заврши. Фала. Реплика Воле Младенович, повели. Малку ми се нејасни колегите од ВМРО-ДПМН. Значи, сега колегата Зоран кажува дека бил функционален, само требало да се тоа заврши, а прејаска на говорница Петре Манчев испаѓа и вика дај да видиме зошто е нефункционален, да го најдеме каде е грешката зошто е нефункционален проект. Функционален или е нефункционален? Ние викаме дека е нефункционален. И задолжени сме заради тоа. Функционална беше фонтаната од 86.000 евра и таа стана нефункционална.
функционална за сликање, како што викате. Благодарам. Благодарам, колега. Значи, немате право на контрареплика. Репликата е на колегата Зоран. Значи да биме чисти. Не е Процедурално. Не е коректно изкажано нещо да... Колега Манчев, да се повторно изратува. взимате збор без да побарате збор. И сега пред малко кажавте дека сте много по-културен од мене, меѓутоа сликата е таа, нека ја гледат граѓаните. Процедурално Игор Јованов, повеле. Благодарам. Значи, точка на дневен ред е завршната сметка за 2017. Мислам и апелирам до сите советници да се држат до точката на дневен ред, да не зборуваме цело време фонтани и водовод. Мислам, председателе, треба да му кажете на сите да се држат до точката на дневен ред. Дека вака до утре до недоглед човек. Благодарам, колега. Во ред ви е забелешката, упатувам апел до сите колеги и советници да се држат до точката на дневен ред. Истовремено го замолувам еден меѓу другите колеги и колегата Игор Јованов да не зборува каде се новите проекти на градоначалникот, бидејќи ова е завршна сметка за претходната година. Не ви ја разбрав воопшто процедуралната забелешка, бидејќи вие ја почнавте дискусијата и по тие дискусии се води реплика и контрареплика. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата по оваа точка. Предлог за клучко за усвојување на годишната сметка на буџетот на општина Неготино за 2017 година го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека заклучокот е усвоен. 17 точка од дневниот ред, предлог решение за додолување на еднократна парична помош. Отварам расправа по оваа точка. Го молам председателот на Комисијата за јавни дејности да го соопшти ставот на комисијата. Воле Младеновиќ, повели. Благодарам, председателе. На вчерашната комисија, на вчерашната седница за Комисијата за јавни дејности беше разгледана оваа точка. Истата позитивно беше прифатена на комисијата и предлагам и советниците да прифанат. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата по оваа точка. Предлог решението за додолување на еднократна парична помош го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека решението е усвоено. Со оваа точка е исцрпен дневниот ред на денешната седница. Ви благодарам на присуството.